Донација пијанино доби државниот музички училишен центар Сергиј Михајлов од страна на фамилија Божинови од Штип. Пијаниното од денес за учениците ќе биде од голема важност за да тие дополнително ги надградуваат своите знаења. Веде директорот Илија Ќосевски упати голема благодарност до фамилијата, кои што несебично помогнаа да се збогати фондот на инструменти на самото училиште. Чест и задоволство ние да ви го најавиме новото наше, односно донирано пијанино од страната на фамилијата на нашиот добро познат штипјанец доктор Ванчо Божинов. Сакам огромна благодарност да упатам до неговата фамилија, неговите синови Даниел и Оливер, кои несебично не поддржаа во целото наше образование и што дадоа голем допринос со ова нивно дело. Се надевам дека во иднина ќе сите наши сограѓани ќе излезат во пресрет и нивните неискористени, можеме да кажеме, инструменти можат слободно да ги донираат доколку им се во неупотреба. Ние во нашето училиште со сигурност ќе ги реобновиме и ќе ги користиме во иднина и со новите генерации. Пијаниното е здраво и истото е во употреба, а училиштето го збогати својот фонд на инструменти кои што се во корист на учениците, вели професорот Александар Димитров. Иницијативата беше на самите негови синови, Даниел и Оливер, како што кажа директорот. Едниот веќе е во Америка, другиот во Швајцарија. Пијаниното е здраво, во употреба, така да нивната иницијатива беше да они самите организират превоз, сите оние давачки кон државата да бидат од нивна страна подмирени, се со цел за нашата школа биде побогата за едно пијанино кој што ќе биде во секојдневна употреба и во корист на учениците. Така да сметам дека нема да биде овој инструмент последен, верувам дека и други вакви иницијации ќе се појават од страна на други семејства кои што имаат неискористени, така седат, а можат секој да бидат во полза на ученици. Инаку она што го велат од самото училиште е тоа дека името Ванчо Божинов ќе биде долго запометено по неговиот хуманизам, а како стапките на неговата фамилија тие се надеваат дека ќе има и во иднина, не само во ова училиште, туку и во државата.